Добар ден на сите, почитувани генерали, Ваше екселенции, почитувани колеги, почитувани новинари. Драго ми е денеска што сме тука во касарната во Ѓорче Петров, да ја видиме дел од новата опрема, која што ќе стане дел од материјалното обезбедување на лесната пешадиска баталјонска група, која што е нашата главна НАТО единица, лоцирана во Штип. Денешниот настан е шанса да кажеме големо благодарам и на амбасадорката Галауеј, и на Обединетото кралство, и на колегите од армијата на Велика Британија за донацијата која што ја обезбедија на армијата на Република Северна Македонија, а подразбира целосни системи за преноќување кои што ќе бидат обезбедени за сите припадници на лесната пешадиска баталјонска група на нашата армија. Овој настан покажува исто така дека кога имате план, кога го спроведувате тој план и кога имате сојузници, навистина можете целосно и брзо да ги реализирате сите чекори. Како армија, како Министерство за одбрана, како влада, навистина направивме секојдневно да се реформира, да се трансформира и да се опремува нашата армија. Да одговара на потребите на нашите граѓани и нејзината безбедност, но и да личи на армија на една НАТО земја членка. Токму поради тоа во изминатиот период нашиот фокус и во поглед на персоналот, и во поглед на условите за работа, но и во поглед на опремувањето, го ставивме на лесната пешадиска баталјонска група во Штип и навистина и ова денеска ќе биде плюс за нивното опремување. Во изминатиот период, освен што обезбедивме повисоки примања и навистина нова структура на армијата на Република Северна Македонија, во исто време обезбедивме и дополнителни приходи за сите припадници на лесната пешадиска баталјонска група во Штип. Од нив бараме подобри резултати, мора државата и повеќе да им понуди. Обезбедивме навистина ново вооружување. Знаете веќе дека најсовремени оклопни возила ќе бидат наменети точно за оваа баталјонска група, но во исто време обезбедивме и целосни униформи, целосна спортска опрема, GPS системи и дополнителна логорска опрема која што е дел од опремата која што припаѓа на една ваква група. Кога самите ќе ги решавате проблемите и ќе инвестирате во опрема, тогаш и сојузниците ќе ви помогнат. И ова во случајот со Обединетото кралство навистина веќе трае подолго време. Нивната помош во поглед на нашите армиски и одбранбени реформи беше многу значајна. Од моментот кога почнавме да работиме на нашите клучни стратешки документи, имавме силната поддршка од страна на Велика Британија, но таа поддршка продолжи и со голема инвестиција во тренингот на нашите луѓе. Минатата недела имавме тренинг, тој тренинг продолжува на различни нивоа, а денеска можете да видите дека и овие системи за преноќување практично се обезбедени како поддршка од страна на Велика Британија и тоа преку НАТО Агенцијата за јавни набавки. Ова ни беше шанса прво да добиеме опрема за која што навистина армијата има потреба, но исто така да видиме и како функционира НАТО системот преку Агенцијата за јавни набавки. Во текот на летото законите беа променети и од сега веќе и ние како армија ќе можеме да вршиме набавки преку НАТО агенцијата. И јас очекувам во следните неколку недели веќе првата набавка од тој тип преку НАТО агенцијата да започне, но ова беше шанса со средства од Обединетото кралство да добиеме опрема со која што нашата лесна пешадиска баталјонска група ќе може, како што гледате, да логорува, да преноќува во секакви услови, од летни до зимски, со опрема која што е од највисок квалитет, која што ја користат и други НАТО земји, и ќе може, користејќи ја таа сосема современа опрема, да реализира и многу поамбициозни вежби.
Во изминатиот период представници на воените структури на Обединетото кралство присуствуваа и го посетија и Криволак. Се радуваме што и тие ја споделуваат нашата визија за многу поамбициозен план за Криволак како место каде што ќе ги имаме НАТО, националните, но и регионалните вежби. Но се тоа го кажувам за да поентирам дека сојузништвото навистина носи резултати. Особено за држави како Република Северна Македонија. И сакам да се заблагодарам и на амбасадорката Галоуеј и на сите нејзини колеги, на нејзиниот тим, што навистина во овој процес покажа дека да имаш сојузници како Обединетото кралство навистина е аргумент плюс. Дополнителна сила, дополнителна енергија и дополнителна шанса да развиеме сили кои што ќе бидат вистински НАТО сили. Овој дел од опремата денеска е во Ѓорче Петров, се надевам дека од утре веќе ќе замине во Штип. Оваа единица која што ја гледаме како наша главна НАТО лична карта е единицата која што ќе покаже кои се нашите капацитети, кој е нашето знаење и која е нашата вредност како НАТО земја членка. Во изминатиот период успеавме од една страна да ја искористиме НАТО агенцијата за јавни набавки, но од друга страна и да им ги отвориме вратите на македонските компании за НАТО пазарот. И тоа покажува дека безбедноста и НАТО членството значат плюси за економијата, а како што денеска гледате, значат огромен плюс за сите припадници на армијата. Ви благодарам. I'm delighted to be here today to hand over a donation of sleeping systems to fully equip one of North Macedonia's infantry battalions with this essential equipment. The sleeping systems we've provided give Macedonian soldiers equipment that's among the best supplied in any NATO nation. These will enable infantry forces to operate on NATO missions on an expeditionary basis in all weather conditions. The UK remains committed in supporting North Macedonia to meet NATO capability commitments. We currently have UK forces providing infantry training advice to the first of North Macedonia's NATO-assigned battalions. A second training team will arrive later in the year to provide further leadership training development and tactical training advice. In the last week, a UK team has conducted a survey of Krivolak training area to support North Macedonia in realising its vision for this area. Krivolak provides the potential to offer the Army of the Republic of North Macedonia and other regional partners with world-leading training estate for light role, airborne and special forces, whilst preserving the area's stunning environment and diverse nature. We're currently working with the Ministry of Defence here to build our bilateral cooperation plans for 2022 and 2023. Building on our current areas of engagement, we will offer further niche infantry expertise, places on UK-based military education courses, advice to the Ministry of Defence, and will explore opportunities for further capacity building equipment donations, such as the one we've made today. Thank you.